се вратија на константната предност од 2 гола словенките. Немаа повеќе од тоа, 7-5. Белевска, Ливринич. Стојановска, крената раката на судиите, побарен е тајмаут од нашата клупа. Да, вели чуеме што вели Симовски, нема идеја во нападот, нема вкрстување, нема блок за некој од бековите. Преку крила до сега бевме најопасни, од таму постигнавме 3 од овие 5 гола. Значи ти и ова како се вика, ти Маца правите блок. Оди над блок, дојди поблиску, ти и Маца. Само потврли ја на Белевска, крени се што е гол, не е гол, не е гол. И стигаме назад. Дај правите дупло, укрштање, дупло, Белевска, нападни на голтичка. Мораш со шут фагол, нема назад се враќаш, нападни, јасно, нападни, слободно иди. Ова само да го решиме, си остануваш уште 2 напада вака 5-1, да остануваш и после ќе правиме промени. Ајде! Со оглед на тоа дека под пасивност е нашиот напад, ќе се игра едно додавање, 2 блок, двоен, веројатно за Белевска, ќе останеме во одбраната 5-1 уште 2 напада на Словенија. Одлично функционира нападот, за 22 минути само 7 примени гола. Имаме проблеми со одбраната, значи функционира, имаме проблеми со нападот, особено тешко доаѓаме во позиција да шутнеме од бековските позиции и еве го тоа што го побара Симе Симовски, да нема страв дали ќе се промаши или не. Во секој случај прв погодок на Белевска, втор во квалификациите и двата се против Словенија. Крхликар на позицијата кружен напаѓачка Словенија ќе биде повлечена, ќе игра Ферфолја. Да, сега Лазович на клупата, но не постигна ниту еден гол. Грос. Јеричек, Фрфолја. Ке има 7 метри. Да, со чека судиите, беа турната Фрфолја. Без разлика што, а штета Серафимовска нема да ја бележиме ова одбрана, а интервенираше. Прв седмерец воопшто на мечот. Ке го изведе Мавсар. Во дуел со Серафимовска. Погодува за Мавсар трет гол. 8-6 за Словенија. Ливринич, Стојановска, Белевска. Агресивно одбраната на словенките, убаво кружеше топката. Саздовска виде каде има простор, без промашување. 7-8. 4 гола од крилните позиции, по 2 Саздовска и Ристовска. Гледате кога се движи брзо топката, течно се отвора простор за крилата и од тука Македонија е најопасна. И натаму сме 5-1 во одбраната. Принудена Словенија да греши по 5 пат Саздовска и побегна таа топка. Како да размислуваше дали може да истрча напред, па потоа да ја фати топката да го искористи тој чекор плюс, но ја исправа собствената грешка, прекинува пол контра од која е најнезадоволен словеничкиот селектор и Македонија е веќе 500 гледачи во салата кале. Може да биде задоволно како игра во дефанзива. Можност да израмни. Николич. Мавсар сега, фластер на Белевска. Стојановска. Успеа за момент да се ослободи и ќе има и исклучување и гол. 8-8. Одлично и за судиите од Австрија, кои се чекаат по туркањето на Лазович, Стојановска да го заврши овој дуел и да го постигне првиот гол воопшто во овие квалификации. 8-8 и исклучување за Лазович. Ава коментарката на Вардар во првиот меч беше најефикасна, сега ниту еден погодок.
Нема дилеми дека е тука исклучувањето задолжително. Позиција во веројатно најдоброто полувреме досега на нашата репрезентација во овие квалификации. Без страф, со многу желба и агресивности. Резултатот е 8:8. Да подсетам, во првиот надпревар против Словенија, Македонија на полувреме губеше со 10 разлика, а сега се игра 25-та минута, влегуваме во 26-та. Јас опревме Јеричек, која на почетокот ни постигна 4 гола, сега е во игра Станко, како организатор на нападот на словенките, а тај најмлада со 18 години. Грос. Одлично во одбрана на Неа Јовановска. Нема дилеми, денеска нашите ракометарки играат одлична одбрана. Јеричек. Станко. Грос. Брани, меѓутоа повторно нема да се важи Серафимовска, беше турната Грос. Натаму Грос, Мавстар влезе како втор пивотмен и штета. Не успеа да ја задржи оваа топка. Серафимовска прв погодок на Станко, штета затоа што Словенија погодува со ракометарка помалку и тоа е случај прв пат на овој меч. Ке си играли за Сара Ристовска некој напад, Ливринич, не за Саздовска. Добра гол и погодува Саздовска, 3-3. 8-8, 9-9. И принуден словенечкиот селектор да внесе во игра Сергеја Стефанишин. Има 41 година голманката на Словенија. 9-9, Македонија уште 10 на секунди, ќе биде со ракометарка плюс. Грос, Јеричек. Тежок гол и одлична интервенција, трета на Серафимовска. Имали можност за брза контра. Белеска, како да беше залетена да шутира, вака само има возможува контра на словенките. Ќе завршува со погодок Лазович, нејзин прв на овој надпревар. Штета. Наместо Македонија да води, прв пат словенките се над 10-9. Тргна Белеска да завршува, кога виде дека нема простор да шутира, во очи сакаше некого да проигра. И затоа малку повторно ќе одмори. Георгиевска е се уште без гол воопшто во мечевите со Словенија. Николич, подлабока е сега ова зона на словенките, Ливринич, Георгиевска. Стојановска. Сара Ристовска. Нема простор, нема вистински гол за Саздовка, крената раката на судиите, меѓутоа Стефанишин успева некако да ја одбрани оваа топка, овој незгоден шут од подлогата на Георгиевска. Словенија повторно има напад за плюс 10. Примивме, постигнавме гол во оние 2 минути кога беше исклучена Лазович. Станко, Јеричек. Не доаѓа топката до Ферфолја, но има 9 метри. Грос, Јеричек, Станко, нашите се вратија во одбрана 6-0. Грос, брани тука Серафимовска, навистина со помош на блокот, но ќе ја броиме ова како четврта интервенција. Можност во последната минута нашите ракометарки повторно да изравнат. Стојановска, Георгиевска, Николич, тука има погодок. Не, судиите велат голот ќе важи и ќе има исклучување, мислев дека има престап, но 2 минути ќе оди надвор Мавстар.
за Николич. Прв погодок на овој меч, прв против Словенија, втор во овие квалификации, голот сепак не може да важи. Значи, ова го бележиме на Николич. Добро видов дека ќе има 7 метри. Прв за нашата репрезентација. Ќе шутира Сара Ристовска. Стефанишин на голот. Ристовска погодува. 10-10 е разликата е во тоа што трет гол на Сара Ристовска. Николич ќе остане без погодок, најмалку важно. 20 на секунди до крајот би било добро Македонија да се одбрани. Словенките имаат ракометарка помалку. Првиот напад во второто полувреме ќе го има Македонија, ќе имаме минута и повеќе ракометарка плюс и затоа е сега добро да се одбраниме. Јеричи Гроске шутира, погодува. Буквално на 2 секунди пред крајот Словенија сепак оди во ова прво полувреме со предност од 11-10, откако два пати во овие 30 минути успеа да погоди со ракометарка помалку. Но многу е важно тоа што нашата репрезентација игра 100% подобро од пред 2-3 дена во Марибор, особено во одбраната, и затоа има само еден негатива. На претходниот дуел на полувреме беше 18 спрема 8. И затоа веруваме дека нашите ракометарки може да